не сум човек што сака да се фали, меѓутоа кога еден клуб од Македонија според резултатите ќе биде прогласен за број еден клуб во светот за месец јули и да му прави друштво на еден Милан, Порто, Бенфика, Барселона, ме прави посебно среќен и би сакал дека тоа е заслуга на сите во фудбалскиот клуб Работнички, меѓутоа огромна заслуга имате и вие, затоа што вие сте еден дел од нашиот клуб и ги презентирате сите информации поврзани со нашиот клуб, било тоа дали се позитивни или негативни. И би сакал да им изразам на сите, значи, огромна благодарност за тоа, затоа што едно такво признание ретко кој во Македонија, значи, до сега го нема и ја би посакал и многу други да го направат тоа, меѓутоа стварно годи. Прво морам да истакнам како клуб дека бевме одлично пречекани, без разлика на под наводници тој политички наобој што постои. Наидовме на едно топло гостопримство од страна на раководните луѓе на Онортозис, без ни една најмала забелешка за нивниот пречек. И го имаше она за време на надпреварот, значи френетично навивање од нивна страна, меѓутоа по завршувањето на надпреварот нашите дечки беа испратени од 7000 публика со овации. После надпреварот во совлекувалната се пеа македонски песни и никој за тоа немаше никаква замерка, дури едноставно беа растргнати играчите да добијат дрес, мајци и што ти уште не. Затоа за утрешниот надпревар би апелирал да дојде што поголем број на публика, да се создаде една прекрасна фудбалска атмосфера, затоа што Работнички е исправен пред еден предизвик, што до сега во изминативе години ни еден македонски клуб не бил, да го пројде тоа трето коло, затоа што имаме огромна предност и имаме квалитет. Не им се плашиме, без разлика на нивната силина. И мислам дека со поддршка на вас и на навивачите, кадарни сме да го елиминираме Онортозис. Би апелирал да нема никакви политички скандирања, истакнување на некакви си пароли, затоа што казните од УЕФА се ригорозни. Значи, апелирам само на фер навивање, френетично бодрење од страна на публиката, а мислам дека нашите играчи ќе возвратат со максимално залагање во остварување на нашата цела, тоа е пласман во плей-оф фазата. Исто така би апелирал, значи, да нема фрлање на никакви предмети од страна на публиката, затоа што, пак како што реков, да не се повторувам, казните се ригорозни. Мислам дека треба да покажеме дека Македонија може да направи една пеколна фудбалска атмосфера и може достоинствено да ги бодри својот клуб. Сакам да кажам дека утре Работнички нема да игра само за себе, значи ќе игра за целокупната македонска фудбалска јавност и сите навивачи се добредојдени без разлика кој клуб им е при срцето од македонските клубови. Значи нема што да изгубат. Буквално пак од прва минута се надевам дека ќе нападнат што побрзо да дадат гол, да можат барем првиот да го дадат, али верувајте, ние се вративме од Кипар, немавме многу време за тренинг, за некои си посебни тактички варијанти, затоа што игравме во неделата првенствен надпревар. Момците се малку истрошени и од тој надпревар и од неделниот, али цело време овие 3 дена разговараме. Значи на тој притисок што цела македонска јавност ја очекува од нас, сакам да им го малку отстранам, затоа што овие се млади играчи, живеат за утрешниот надпревар и разговарам
целосно да го останат тој притисок, да не разговараат со многу луѓе, да не шетаат надвор од дома, за да комплетно, професионално да се концентрираат и да не размислуваат на некој си историски потек, туку да размислуваат за тие задачи што се договориме, за да им парираме на таа силна екипа. Со 12-тиот играч, публиката да дојде во поголем број, ќе направиме еден успех за македонскиот фудбал, да го подигнеме овој македонски фудбал затоа што ни треба за сите нас и многу ми е драго што сте во такав број голем тука и ние имаме одговорност тоа да го изразуваме тој македонски народ, таа гордост да ја се вратат и кај сите и да почнеме и ние само да размислуваме за фудбал, да баталиме и политика и све друго. Мораме да дадеме максимумот и утре мотивирано да излеземе на терен и да играме фудбал. Значи, имаме резултат, но не треба тој да го браниме. Се надевам дека ќе издржиме во тие напади, а Нартози сакам да кажам дека е добра екипа, има одлични поединци, но и ние имаме добри играчи и тоа го докажавме на тој прв надпревар. Очекувам да не притиснат, но со една добра игра и брзи контранапади очекувам повторно да постигнеме гол и со тоа да си така да кажам да ја решиме ситуацијата и да одиме понатаму. Очекувам исто поддршка од публиката, ќе ни треба и не мора на овој надпревар да очекуваат некој добар фудбал да се игра. Значи целта е поминување на Нартозис и тоа мораме да го ствариме, значи само со поминување на четврто коло би направиле некој успех.